Благодарам. Почитувани граѓани, ВМРО ДПМН е најдиректен виновник за иселувањето на граѓаните на Република Македонија, посебно на младите. Ова што се случува последните години е масовен екзодус и се поставува прашање за колку години Република Македонија ќе биде држава на пензионери. По огромен број на статистики гледано, Република Македонија е прва по мизерија во Европа. Најалармантна е состојбата со 50% на население од Република Македонија, посебно на младите, кои што живеат во стравот на сиромаштија, кои што живеат од 4-5 члена на семејство со ниту еден вработен, и најчесто изгледа тоа вака. Вака живее огромен дел на население во Република Македонија. Тоа значи, спијаат по паркови, пошто нема каде да спијаат, бидејќи немаат основна екзистенција, собираат шишиња или друг материјал кој што треба да го продадат, се со цел да обезбедат барем 10, 20, 30, 40 денари, се со цел да го преживеат денот, и тоа отприлика изгледа ден купи ден помини, како што вели нашиот народ. Фактот дека државата останува без активно население, без така наречените умни глави, со 180.000 луѓе кои што се со блокирани жиросметки на фирми, и не знам колку уште илјади граѓани кои што исто така се со блокирани сметки, дали по основ на кинење на социјалната помош, дали по основ на радиодифузна такса и на не знам уште безброј причини, покажува дека Република Македонија е на прво место по мизерија во Европа, и тоа го тврдам дека е така. Со самото останување на државата без тоа активно население, најголем дел на граѓаните, без разлика, не станува збор само за младите, на сите оние други, живеат во дел во соседството, одат, најголем дел одат во Европа, во Соединетите Американски држави, Австралија, дури и во арапските држави. Реалноста е дека Република Македонија е една од водечките држави по бројот на млади луѓе кои што ја напуштаат. Огромен дел, значи на студенти, замислете, запишани по сите статистики, уште во прва година, при запишување на факултет, бараат начин како да се иселат од оваа држава. Кога разговарам со младите луѓе, често пати и како пратеник, ми го поставуваат прашањето: дали треба да имам книжка на ВМРО ДПМН за да добијам некаква работа? За жал, мојот одговор е да, бидејќи овој режим 10 години го наметна тоа. Без книжка на ВМРО ДПМН теоретска шанса нема, дури каде што контролираат во приватниот сектор не можат да се запослат, а не камоли во државна администрација. Без разлика каков просек имале по факултети, колку се способни, шанса нема никаква околу тоа. Гледано по сите статистики, до 2013 година, преку 600.000 луѓе имаат напуштено Република Македонија. Најстрашното од се е што повеќе од 10% од населението, значи повеќе од 180.000 луѓе во Република Македонија живеат со под 100, под 2 долари, под 100 денари во месецот, денот, и преживуваат, бидејќи не можат нити да ги платат нити комуналните давачки, нити струја, нити ништо во својот живот. Сакам да се задржам, бидејќи кога се водеше сега дебата околу буџетот, во неколку пати интерпретацијата на пратениците на ВМРО ДПМН беше дека ја намалиле невработеност од 38 на 27%, и владата била многу заслужна за тоа. А мерката Македонија вработува и од 1 мај. Казните кои што вие кажувате дека заради да подобрите ситуацијата со бизнисот е сега, не е ни почната, не е ни во сила. 10 години сте на власт. Дали некој мисли дека вие на тој начин можете да го лажете македонскиот народ дека вие сте паднати од небо? Не зборувам за вас, зборувам конкретно за владата. Вие сте виновници затоа што вие поддржувате таа влада. Директни виновници. Намалувањето на невработеноста е само по два основи во оваа држава. Едниот основ е вештачкото бришење кое што го направивте во Агенција за вработување, каде што на смешен начин баравте активни, пасивни, па дури финансиски планови им баравте на луѓето. И најголемиот дел на намалување на невработеноста е иселувањето од Република Македонија. И тоа де факто мора да го признае не ова собрание, влада, власта во Република Македонија, врхушката на ВМРО ДПМН, која што најмногу направи овие сите млади луѓе да ја напуштат Република Македонија. Јас, она што кога одам по терени по Источна Македонија гледам, апсолутно Источна Македонија е целосно иселена. И да не се лажиме со тоа, ни активни мерки, нити стратегии сега да се измислуваат после 10 години на власт, нити ништо. Еве седов податок за Прилеп, например.
Во 2009 година во Прилеп, во Агенцијата за вработување, имало пријавено 21.000 лица невработени. Во 2014 година, замислете, 24.110. Во 2014 година имало 7.000 невработени. 17.000 луѓе фалат. Еве, по сите институции барам податоци. Каде отидоа овие 17.000 луѓе? Гледам во институции, по фабрики да се отвараат таму, 17.000 луѓе. Шанса нема да се има вработено. Живеам таму, секојдневно и со проблемите на граѓаните и знам дека ова нема теоретска шанса. Каде отидоа 17.000 луѓе од Прилеп? Дали тоа некој може да ми го одговори овде? Фабрики да се отвори, не се отвори. Администрација се запосли, ама сигурно 17.000 не се запосли. Запосли многу, ама 17.000 сигурно не. Луѓето си го бараат, како што велиме ние, лепчето надвор од Република Македонија. Дури луѓе, да ви кажам искрено, и со плати, со повисоки тргнена, не гледаат никаква перспектива овде. Што е најжалосно и фрапантно? Од бројката, која што ја кажав, 3.000 луѓе се млади, под 35 години. 3.000 луѓе. Пустошне, економски во Прилеп владее. 3.000 луѓе имаат по тој сам основ до 35 години го имаат напуштено градот. И затоа не мерки да се фалите овде да кажувате, не да ми зборувате за приватизација, ама да за приватизацијата го имам јасно даено од одговорот кој е. Многу лесно се решава. И затоа, оние приказни за мали деца, кои што ни ги кажува на владата на Република Македонија дека покачувале пензии, не знам, социјални помоши. Срамото е да се кажува дека социјалната помош се покачува за 100 денари таму месечно. Немаат курка леп да јадат. И вие зборувате сега дека сте го подобриле стандардот на граѓаните и не требало да ја напуштаат Македонија. Срамота. Гледајќи сите параметри, најмногу допринесува нискиот квалитет на живот, кој што оваа влада не направи ништо во овие 10 години да го подобри, со ништо. Апсолутно. Во репликите кон господинот Мисовски кажувате се намалила бројката на бугарски пасоши и на се. Луѓето не бугарски пасоши, не знам какви пасоши ќе земат и ќе ја напуштат Република Македонија. Не сакаат да живеат овде, се судрија со режим класичен. Дај активна мерка 3.000 евра, појди 2 недели инспекции, земи му ги тие 3.000 евра. Така функционира. Кажете ми, еве бројката. Колку од оние кои што добиле 3.000 евра како помош за самовработување, по колку време биле казнети? Еве таа бројка кажете ми. Јас ќе кажам случаи бројни. Меѓутоа еве прашувам јавно да се знае. Колку случаи има такви? Јас прашувам еве владата, ја прашувам, нема заинтересиран представник да ни каже зошто се селат 630.000 од Македонија. Еве представник, тие се поканети за оваа седница, никој не сака да дојде и да го објасни ова. 630.000 луѓе се иселени, никој не сака да ни каже ништо. ВМРО ДПМН имаше 10 години шанса да се справи со овој проблем. Апсолутно никако не најде начин да се справи. Еве, одредени статистики, значи нема никаков проблем. Доколку може да изберете каде би сакале да работите по завршување на факултетот? Прашање на студентите, ова не се измислени, побарајте и вие. Вели, после завршувањето на факултетот, 60% сакам да се одселам. 60,6. Сакам да работам во Скопје 22 и сакам да останам во својот град 16%. Зашто ние зборуваме овде? Овие се фрапантни бројки кои што не знам зашто не сакате, мислам, да ги прифатите и покрај бројните наши укажувања. Одиме натаму. Дали не е загрижувачки податокот? Според ова последни статистики на еснавски здруженија. Значи вака вели, 280 лекари ја напуштиле државата во последните 2 години, а над 600 лекари во последните 4 години побарале потврда за работа за заминување во странство. Зашто зборуваме ние? Кажете ми, еден човек кој што бега од убаво, супер е во Македонија и сака да бега надвор од државата. Ако е супер, никој нема да сака да бега од државата. Че вие имавте 10 години шанса да создадете услови. Вас знам дека ве нервира проектот Скопје 2014, меѓутоа ако во активни мерки вложевте, ако вложевте во болници, ако вложевте во градинки, ако вложевте екзистенција на огромен број
Знам, колешке Најдановска, коментирате, досадно вие, не ви се слуша ова, ова е вистината во Македонија. Коментирате гласно од таму, имате право на реплика, јавете се. Не мора да дофрлате од таму. 73,9% од овие доктори, за жал, вие не ги признавате овие аргументи, меѓутоа дајте други. Биле незадоволни од својата плата споредено со претходно. Ако биле 60,1, сега 73,9 од докторите, овие кои што треба да го лекуваат населението во Македонија. Си одат. Истата ситуација во 2014 година и така натаму и така натаму. Јас можам овде да зборувам уште 2 дена и не знам уште колку. Прашањето е дали ние можеме како собрание овде да донесеме заклучоци некакви со кои што не ми се верува во ова, меѓутоа барем обид да се направи. Да ја натераме ова врхушка овде, што седи. Дел од парите кои што се наменети другата година за купување на избори, што сака да закупува избори, да ги пренамени. Доста е и од споменици, доста е и од фонтани и доста е од не знам какви глупости кои што се носат тука. Парите треба да се вратат онаму од каде што дошле, тоа се од граѓаните и од фирмите. И од никаде поинако. А не заради задоволување на некакви фрустрации лични, еден човек 2 милиони луѓе да ги врти. На тоа вие како пратеници, бидејќи не можам на владата да се обратам, не е присутен никој тука, пошто гледам дека тотално незаинтересирани се, не ги интересира ова, ги интересираат други работи, ги интересираат тендери, ги интересира се. Тие деловничката обврска ја користа да не дојде. Тие има покана овде да дојдат, деловничката обврска ни еден. Од 20 кусур министри со се премиерот не најде за сходно да дојде тука и да каже зошто младите од Македонија бегаат. Кој е проблемот? Да ни каже. Само на таков начин можеме со аргументи да водиме дебата. Ако мислите вие дека можеме за приватизацијата, и тука сме спремни, нема никаков проблем. Продолжуваме и со не по дебата. Благодарам.